ВМРО ДПМН ја направи неголемата изборна измама, констатираа денеска пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на собраниската седница, на чиј дневен ред е избор на нова влада. Колега Сековски, често е кажете пред македонската јавност дека ги излажавте граѓаните дека прва ваша одлука ќе биде промена на Преспанскиот договор, дека ќе го вратите старото име на државата, а не, цитирам, вашиот кандидат за премиер да каже дека Република Северна Македонија е реалност и дека тој ќе го користил во официјалната комуникација уставното име на државата. А вие овде не правевте предавници, свиревте со вувузели, правевте најразлични скандали. За сега истиот вашиот председател на вашата партија да окаже токму спротивното, дека сега немал проблем тој да биде Република Северна Македонија. Но обвинувањата од мандатарот Мицкоски дека социјалдемократите не направиле ништо од опозицијската СДСМ аргументираа. Јас ќе ве подсетам, односно ќе ве упатам само да се чуете со вашите градоначалници и да ги прашате колку километри локални патишта се направени преку проектот за поврзување на локални патишта преку Министерството за транспорт и врски. Исто така, реконструкцијата на граничните премини Деве Баир и Ќафасан. Исто така, изградба на интелигентен транспортен систем, за кој постапката е веќе во тендерска постапка. Во исто време, сакам да ве упатам да ги исконтактирате вашите градоначалници колку водоводи и канализации направија преку програмите на Министерството за транспорт и врски. Според координаторот на претеничката група на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски, ВМРО ДПМН кон граѓаните настапил манипулативно. Можем да кажам дека врз основа на сето она што го гледаме и во програмата на владата, и концептите и програмите на политичките партии кои што се дел од парламентарното мнозинство, не може до крај да се види дека тоа што го ветивте и ќе го реализирате во наредниот период, иако јас посакувам сите тие проекти да бидат дел од проектите, одлуките, реализацијата на сето она што го имаме.